Утрински стихови од Библијата. 27 октомври. Павле ја одржал верата. Извојував добра борба. Го завршив трчањето. Ја запазив верата. 2 Тимотеја 4:7. Од судницата на Цезарот, Павле се вратил во својата келија, сваќајќи дека си обезбедил само краток одмор. Тој знаел дека неговите непријатели нема да мируваат се додека не издействуваат тој да биде убиен. Но исто така, знаел дека барем за известно време вистината триумфирала. Да го објавиш распнатиот и воскреснат Спасител пред големото мноштво што го слушало, тоа само по себе било победа. Тој ден започнало дело кое ќе расте и ќе се засилува, и кое Нерон и сите други непријатели на Христос напразно ќе се обидуваат да го попречуваат или да го уништат. За сето време на својата долготрајна служба, Павле никогаш не се поколебал во својата верност кон својот Спасител. Каде и да се наоѓал, било пред намрштените фарисеи или пред римските властодржци, пред јаросниот жган во Листра или со осудените грешници во македонската Зандана, било да им давал совети на испаничените морнари на бродот што тонел, или стоејќи сам пред Нерон за да се застапува за својот живот, тој никогаш не се срамел од каузата што ја застапувал. Големата цел на неговиот христијански живот била да му служи на оној чие што име некогаш го исполнувало со презир, и никакво противење и прогони не биле во состојба да го одвратат од таа цел. Неговата вера, зацврстена преку напор и очистена преку жртва, го поддржувала и зајакнувала. Вистинскиот проповедник Божи нема да ги одбегнува тешкотиите и одговорностите. Од изворот, кој никогаш не ги изневерува оние што искрено бараат божествена сила. Тој црпи сила што го оспособува да се соочи со искушението и да го победи, и да ги изврши должностите што Бог ги става пред него. Неговата душа се излева во силен копнеш да принесе служба што ќе биде прифатлива на Господарот.